Може би на почетокот кога нагло се формираше армијата со професионална војска 2001, 2002, 2003, тогаш не. Тогаш беше од оној мотив на патриотизам, од да бидеш дел од таа професија, да сакаш тоа да го работиш. Чест. Но после 2007, 2008, 2009 година мислам дека сето тоа стана и посебно последниве неколку години стана тоа тешко партизирање. Тоа може да се докаже, факт е, примањата пред изборите, неколку тури на професионални војници што се примија и што исто интерни огласи за водници. Еве сега ова раководство има нели нов конкурс со 300 професионални војници, кој што јас се чудам кои Од ке Павле не биде сите им се чудам на тие родители кои што ги пуштаат децата во армијата со таков ентузијазам дека тоа е некоја професија кој што мислиш, кој знае што, уствари најмала плата од сите НАТО земји, многу помала плата од кај нас. Значи професионален војник му е платата, најмала плата му е 29.900 денари. Значи нерегулиран статус, на определено време 25 години и на крај нема пензионирање. Тоа што и да го реши, што не е се уште решено поради игнорирање на сите министри уназад на проблемите на војниците.